Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, синдикалниот лидер на Македонија, председателот на синдикатот, Слободан Трендафилов. Благодарам што сте тука. Веднаш околу утрешниот ден повикувате на протести за луѓето кои работат во култура, културните работници бараат минимална плата да се зголеми, но ова е образложението на министерот Љутков, зашто е невозможно. Вели дека во согласност со закон не може да биде зголемена, таа треба да биде еднаква, таа минимална плата на културните работници со законот, односно со останатите минимални плати во државата. Зависи од која позиција гледате. Добро. Која сте биле глумец, жестоко сте го поддржувале подпишувањето на општиот на колективниот договор за културните работници или за културата, меѓутоа сега од позиција на министер веројатно со други очила. Веројатно порозов е светот кога сте функционер, отколку кога сте и вие работник како и вашите колеги. Вработените во културата очекуваа нивен другар кога стана министер да се надминат проблемите, односно да се надминат состојбите на протести и штрајкови во културата секоја година во месец март и во месец април, заради тоа што и едната, и другава влада одбива да ги усогласи платите на вработените во културата, затоа што смета дека се големи, но колегите се потрудија изминатиот период да укажат дека да, некои првенци во балетот или првенци глумци, како точно и да им се називите таму, имаат малку повисоки плати од останатите, но средната плата помеѓу 35 и 45 денари во културата. Жалосно е тоа што обидот за рушење на колективниот договор во култура значи домино ефект на целокупното колективно договарање и целокупното движење за преговори во делот на утврдување на плати со колективни договори. Тоа што го бараат колегите е да се почитува колективниот договор за култура како и општиот колективен договор во делот на исплатата на платите. Од 2023 година тие добија 10% зголемување на нивните плати дополнително на веќе зголемената плата, како што добија целиот јавен сектор. И во натамошниот период требаше да се пресметува минималната плата како основна компонента, затоа што тие имаат основица минимална плата помножена по коефициент за сложеност, но на некој како да не му се допаѓаше тоа, па минатата година наместо 8,05% колку што порасна минималната плата, ако не се лажам, тие добија 5,5% зголемување на нивните плати. Луѓето бараат да се почитува тоа што е подпишано и тоа што е утврдено како правило со колективниот договор, но некој има друга цел, тоа значи уништување на тој колективен договор, затоа што тој е колективниот договор по кој сите се стремеа да подпишат колективни договори. Затоа и општиот колективен договор кој го подпишавме беше просечна плата по коефициент за сложеност. Да имате функционерска плата, нема да имате висина на функционерска плата, но ќе имате таква методологија со која ќе знаете дека ако на директорот, на министерот, на председателот на владата или на председателот на државата или председател на собрание му порасне платата 10% и вас ќе ви порасне платата 10%. Тоа така не во оваа држава Но тоа како функционерите да им љубоморат на работниците, па се борат жестоко против работниците, не за да им го подобрат стандардот, туку да им го оспорат. И затоа и иницијативата на Уставен суд, но нас што не изненадува негативно е тоа што дури Уставниот суд како да се обидува да служи некому на штета на културните работници за почеток, а потоа ќе следат веројатно и други иницијативи по други колективни договори. Меѓутоа пораката која упатувам пред Уставниот суд утре и ја упатувам изминативе недели, од почетокот на тие започна, ја прифатија иницијативата за оценување на уставноста на тоа дали платите може да се утврдат со колективен договор на работниците во Македонија. И имаше неколку изјави и неколку соопштенија од страна на Уставниот суд со кои требало да се доуредат работничките права со колективните договори, меѓутоа како да не го читаат Уставот кој утврдува дека работниот однос уредува со закон и колективен договор, тоа е еднакво рамниште. Потнатаму законот за работни односи кажува дека особено платата се уредува со закон, колективен договор и договор за вработување, тоа значи исто рамниште. И како да се обидуваат да кажат дека сите плати на вработените во државата треба да бидат уредени со закон. Ако веќе ги уредуваат, тоа е образложението. Ако веќе ги уредуваат платите со закон, тогаш просечна плата по 3 коефициент за највисокото и најсложеното работно место, па подоле другите коефициенти, автоматски и ние како и функционерите, меѓутоа не го почитуваат моментот просечна плата по коефициент за сложеност, иако работничките коефициенти беа далеку пониски од функционерските, но обидот да се
да се укине или да се поништи, што ќе биде уште пострашно овој колективен договор, е само да се елиминира можноста на работниците за гарантирана согласно уставот да тужат за право од работен однос утврдено со закон и колективен договор. И сега, ако не им успеа да ги притиснат синдикалците, односно суцени закани, сведоци сте на тоа изминатиот период, да се откажат сами од колективниот договор на штета на нивните колешки и колеги, не ни пробаа со закон да го направат тоа, веројатно некој како Маша ќе го искористи уставниот суд да му заврши нечистата работа која сака да спроведе. Да, велите тој е нивен другар, но другарите не може да кршат закони. Се разбира. А колективниот договор не може да биде над закон. И тоа е образложението на Љутков. Колективниот договор има сила на закон, согласно уставот на Македонија. Се надевам дека Македонија е уште социјална држава, се уште. Не преминала у некој друг модул, режим, како сакате наречете го. Уставот утврдува дека законите и колективните договори имаат исто значење за утврдување на правата на работниците. Дури уставот има таму изричита одредба која кажува дека работниците не смеат и не можат да се откажат од правата утврдени и со закон и со колективен договор на нивна штета. И сега пак ако се навратиме на моментот на тој колективен договор, те имаат минимална плата. Секоја година минималната плата за колку се усогласува, оваа година одбија да ја зголемат. Нивните плати растат за истиот процент. Затоа што коефициентот на сложеност се пресметува по минималната плата. Тоа ние како синдикат успеавме да го направиме за многу работници во многу дејности, како во јавниот, така и во приватниот сектор, и затоа велиме дека ова што сака да го направи уставниот суд е спротивно на уставот кој треба тие да го почитуваат, спротивно на законите во Македонија. Зошто не седнете на заедничка маса? Ајде да завршиме, потоа пак можеме за култура да говориме, но зошто не седнете со Љутков да се договорите? Тој вели дека бил и понуден и нов колективен договор, но синдикатот одбил. Не е точно. Моите информации се дека синдикатот на култура бара времена назад да седнат да потпишат нов колективен договор, но со уредување на пополни права од веќе утврдените, затоа што таму нема лоши права. Има само љубоморни функционери кои сметат дека колегите нивни не треба да добиваат плата зголемена за одреден процент секоја година. Замислете си, таму министерот нема влијание, ниту владата немаат влијание за тоа колку ќе порасне платата секој март секоја година. Така вработените во одредена дејност како културата имаат претпоставена иднина, знаат колку ќе се зголеми платата, дали сакаат да останат таму да работат, дали сакаат да заминат во приватниот сектор, да се иселат од Македонија на крајот на криштата, и тоа е најголемиот проблем, немањето на влијание на политиката во креирањето на платата на вработените во одредена дејност. Ниту колективниот договор е спротивен на законот, ниту колективниот договор е спротивен на уставот, но тоа што е спротивно е тоа што тие имаат други замисли за платите на вработените. Првото прашање кое си го поставуваме, а не е само за култура, темата која зборуваме плата, е тоа што сите ли сакаат да ги сведат во Македонија на минимална плата која одбија да ја зголемат. Затоа што ако го поништат, укинат, тие сите вработени во дејноста култура се враќаат на минимална, затоа што никој не сме да прима плата под минималната плата во Македонија. Ако сакаат да ги сведат вработените во културата сите на минималец и да не им се множи тој минималец по коефициент за сложеност, тогаш секој им чест. Но мислам дека во Уставниот суд има луѓе кои разбираат уставната материја. Мислам дека дури тие треба да бидат лицето на судството во Македонија, иако во минатото се покажаа дека менуваат ставови, особено како воведувањето на 60 часовен работен ден за изградба на коридорите 8 и 10, кое беше укинато како можност од страна на Уставниот суд, па потоа бетонирано 72 часовна работна недела во Македонија, нешто што го нема никаде на светот. И тогаш учинија на одреден политичар, се надевам дека сега нема да учинуваат на политичари на штета на работниците. Се поставува уште едно прашање, ќе ми дозволите. Што со правилниците со кои се утврдуваат плати? Што е тотално незаконски и спротивно на колективен договор, спротивно на закон и спротивно на уставот. Што со тие вработени во Македонија? Дали некој сака да ги врати работниците во камена доба? Добро, заради тоа и ќе протестирате една од причините е и тоа 1 мај ги повикувате сите работници да излезат и да протестираат. Не е само минималната плата во прашање. Се разбира, не е проблем само минималната плата, проблем се ниските плати генерално во Македонија. Патем и утре протестот кој ќе го организира синдикатот на култура, на кој ги повикувам сите кои се заинтересирани да си ги спасат колективните договори заради домино ефектот. За неколку денови подоцна на 1 мај работниците треба да се охрабрат.
покажавме и работниците покажаа дека не му се плашат на никој покрај притисоците, заканите, уцените, објавите, нападите и така натака. Оваа година и 28 јануари беше 1 мај. И 14 март беше 1 мај и ќе имаме трет пат 1 мај. Секој ден е 1 мај за работниците. Па да, зборувам во делот трае секојдневно. Да, борбата е секојдневна, но зборувам во делот на протестите. На 28 јануари, на 14 март имаше големи протести со повеќе од 10.000 луѓе на улица, нешто што во минатото не беше случај. И зошто? Затоа што платите во Македонија на македонските работници се навистина ниски. Затоа што минималната плата повторно остана најниска и со ова законско усогласување кое го направија спротивно на законот за работни односи и спротивно на актите на економско-социјалниот совет, односно без согласност на економско-социјалниот совет се објави висината на минималната плата, што е незаконски. Например, Уставниот суд зашто не се заинтересирал пак за тоа, ако веќе можете и да инициирате во Уставен суд. Ние му кажуваме континуирано, но како да се може представка да поднесете за тие работи. Работниците во Македонија не се бараат минималната плата се зголеми многу повеќе од овие 26.040 и нешто денари затоа што е прениска. Например, протестот на 1 мај ќе биде поради ниските плати, ќе биде поради можноста за укинување на колективните договори, дури и безбедноста и здравето на работниците е доведено во прашање. Случајот од пред неколку денови, додите на работа да не знаете дали безбедно ќе се вратите дома или како ќе се вратите дома е нешто што е катастрофа во едно општество. Имавте ли на оваа тема состанок? Па, за жал не. За жал не е дискутирано подносно ова прашање. Утре се одбележува Меѓународниот ден за безбедност и здравје при работа. Ќе има конференција на која ќе бидат сите главни луѓе поврзани со безбедноста и здравјето при работа. Министер, директори на инспекторати, инспектори и така натака. Утре ќе бидеме се разбира таму и ќе упатиме порака, но жалосно е тоа што секоја година на овој ден се бројат жртвите. А ние се бориме за живите. И тоа е многу жална состојба, затоа што еден загубен човечки живот на работното место е премногу, а камоли поголема бројка. И доколку работодавачите не се свестат дека инвестицијата во безбедност и здравјето е инвестиција во животот и здравјето на нивните колешки и колеги, па потоцна и во продуктивноста, доколку власта, било која власт, не само оваа, било која следна не свати дека по пат на социјален диалог со склучување на колективни договори може да се надминат пречките, и доколку не сватат дека платите во Македонија се навистина на дното и покрај усогласувањата и зголемувањата кои успеавме да ги издействуваме од месец јануари навака, мислам дека ќе имаме оваа состојба. И обезбедивме некои податоци од Управата за јавни приходи, која е единствена надлежна институција да утврди исплата на плати по прагови. Тоа што не загрижува е тоа што, например, вкупно 40 луѓе во Македонија минатата година примиле плата во висина на просечната плата, а функционерите секој пат обожаваат кога ќе биде објавата на просечната плата да кажат како таа растела, како се зголемува. А се работи само со 40 луѓе. Никој не ја прима таа просечна плата. 40 работници на тоа мислите. 40 работници примаат плата во висина на просечната плата. Тоа што е фрапантно е тоа што податоците покажуваат дека повеќе од 2/3 од работниците во Македонија примаат плата под 600 евра, под оно што ние го бараме како минимална плата. 2/3 од работниците ви одат на работа, а ви се сиромашни. Знаете како вели премиерот Мицковски? Тоа е прашање на преговори и договор на работодавачите и на работниците. Синдикатот се изема. 2 години слушаме дека потребата од раст на платите е договор помеѓу работодавачите и работниците, но да бидеме на чисто. Првен седнуваат и разговарат. Минатата година, кога требаше да седиме на маста, ни беше одземено столчето, затоа што ни беше скратена репрезентативноста, немаше комисија и немавме можност за преговори, затоа протестиравме. Потоа се обидовме да изготвиме соопфатна анализа на повеќе од 10 страници, која обезбеди податоци од сите релевантни државни институции, кои им покаже дека не се затвараат работните места, дека се зголемува бројот на вработените, дека нови компании се отвараат и така натака, дека животот во Македонија се поскап по вредноста на синдикалната минимална кошница, дека платите во регионот растат далеку побрзо од платите на македонските работници, со подсмев
минатата година на крајот во декември ни беше кажано да си обезбедиме нови податоци од порелевантни институции. Ние податоците да простат од Народна банка, Централен регистар, Управа за јавни приходи и Државен завод за статистика, други институции во Македонија не знаеме дека постојат кои имаат порелевантни институции. Тоа се надлежни институции. Порелевантни податоци од овие институции. И не ги прифатија аргументите. Дури не го прифатија ни барањето на работниците, кои работниците побараа да биде пренесено од Сојузот за зголемување на минималната плата повеќе од оние 30.000 денари кои беа барање на работниците во изминатиот период. Ајде околу синдикалната кошничка. Ужасно е висока за ваков мизерен животен стандард. 68.793 денари се работи за основни прехранбени продукти. И едно, извинете, само кило и пол леп се пресметува дневно. Во право сум. Математиката е... Наместо да бидат и зеленчук и овош е повеќе од 1 кило и пол леп. Да. Тоа е немањето на логика. Каков е тој животен стандард? И месото тука да биде вклучено, а не 40 или 30 грама, како што вие пресметувате. Многу сте во право кога велите тоа и многу луѓе го зборуваат тоа, но ете за владините... Зошто така пресметувате воопшто? Сменете го тој концепт. За владините представници тоа е премногу и таа е просечна, не минимална, а тие пресметаа владина за 13% пониска вредност од моменталната. Вредноста на синдикалната минимална кошница е креирана во далечната 2011 година. Таа е главната причина за донесување на закон за минимална плата, затоа што Државниот завод за статистика во тој период пресметувал нешто што било нереално. И нешто малку пореално од тоа на Државниот завод за статистика, и тоа минимум најнеопходните... Ова е реално, но не е човечки. Не би рекол дека е реално, затоа што од повеќе од 100 и кусур прехранбени производи кои ги пресметува статистика, ние имаме 63 и тоа најосновни 63. Имаме лекување само на државно и тоа само аналгин, андол, нешто колку за санирање на најосновна потреба, на неихронични заболувања. Вредноста е пресметана по втор пат во 2023 година, кога една тогашна влада исто не убедуваше дека тогаш 38.000 денари, денешниот председател на владата, тогаш председател на опозиција, ја поддржуваше вредноста на синдикалната минимална кошница, а владата не напаѓаше и велеше дека тоа е премногу за живот и дека треба и помалку за да покаже дека тогаш минималната плата од 15.000 денари е доволна за македонските работници. Тогаш додадовме и минимум одмор од 7 дена на македонските работници. Зборуваме за статистичка операција, не зборуваме дека секој мора да отиде на одмор, секој мора да го купи тоа што е предвидено внатре, но гледаме дали, например, килограм леп, минатиот месец и овој месец има разлика во цената, или минатата година истиот месец и овој месец оваа година има, затоа што е статистика и затоа што не тврди што треба да купиме, туку вели тие 63 производи имале една цена минатата година, имаат една цена сега, на тоа што не загрижува многу повеќе е тоа што од почетокот на годината, кога тие не убедуваа дека 1667 денари е доволно усогласување минимална плата, вредноста се зголеми за 3305-6 денари, што покажува дека ако едно семејство, двајца работници работат на минималец и добиле само 1667 денари, веќе некоја стотка им недостасува за ова да може да си го возможат овие 50 грама месо, килограм леп и така натака. Да, во право сте дека можеби треба да има надградба. Ние ја кажуваме минимална синдикална но не е достоинствена. Од една причина за таа да им покаже на креаторите на политики со колку не се ни може, а за да и да им покаже дека треба платите да се зголемат, а не за да покаже со колку можеме ние работниците да преживееме, како што милуваат тие да кажат. Но ако таа вредност се зголемува далеку побрзо од инфлацијата, ако цените одат далеку побрзо напред, а вие велите дека следите ситуацијата, чекате да видите какви мерки ќе превземете, работниците ви се осиромашуваат дополнително. Еве еден работник ако добил 50 евра усогласување на неговата плата, тој веќе 300 денари нема во сопствениот семеен буџет за да може да преживее. Знаете како јас ги разгледував бројките за сиромаштија и зборував со луѓе кои се надлежни во Заводот за статистика. Последниот процент бројка на сиромаштија е 21,9%, но проблемот што е од 2024. Образложението беше
се извинувам дека тоа е методологијата на пресметка, се чека до крајот на годината и сега еве во четврток ќе бидат дефинитивните со објаснување дека Евростат, односно Европската Унија, бара поинакви стандарди, поинакви законски регулативи, во тој смисол стандарди. Дека треба да побрзо да бидат објавувани овие податоци, максимум 2 месеци ми беше кажано во Заводот за статистика. Па тоа е исто како за просечната плата за претходната година. Ја објавуваат во февруари наредната година, затоа што реално толку време е потребно, нели, и таму луѓе работат. Добро, ама но 2 месеци се во прашање. Тоа се 2 месеци повеќе. Но ова е преголемо за доцнување. Но последниот податок, ако е за 2024 година, другата бројка, реалната суровата бројка е далеку пострашна. Прагот на сиромаштија за едно семејство е 30.000 денари. Да. По 30.000 денари имате близу 170.000 работници со примања. Во Македонија по управата за јавни приходи. Од УЈП. Тоа значи, се разбира, тоа значи дека вие имате 100 и нешто илјади работници кои ви тонат во сиромаштија и одат на работа. Толку пари ви примаат на картица во банка преку МПИНот, преку управата за јавни приходи. За толку пари им плаќаат придонеси. Тоа мислам дека е нешто што треба да ги загрижува, но еве, ако не зборува Сојузот на синдикати на Македонија за ова, никој не зборува во Македонија. Зборуваме за други помалку важни, можеби теми за нас, за работниците, за останатите можеби се тоа. Еве сега и медиумите во телевизија 24 секогаш ви се отворени се разбира дека поддршката ние која ја добиваме од медиумите и можноста преку вас медиумите да информираме што е можно поголем број на граѓани, на работници во Македонија. Но не треба да ги информираме, тие на први добиваат плата и после 15 се чудат како со помош на магија, со помош нешто да преживеат до крајот на месецот и на 20 секој месец кога ќе објавиме и новата вредност на синдикалната минимална кошница за тоа колку се зголемил живот. Не ни треба да им кажеме дека има зголемен животот, но не ги допира функционерите, не ги допира работодавачите затоа што ја гледате состојбата со македонските плати. Ќе видиме сега како ќе биде со зголемувањето од месец јануари до месец март и април оваа година, усогласување некаде и така натака, но недоволни затоа што минималната плата не се зголеми и не добија сите работници зголемување на нивните плати. Вие ги држите најсиромашните работници со најниски примања да бидат сиромашни. И тоа мислам дека е прилично голем пораз за едно општество, но од друга страна владините представници можеби се во право кога ни велат, па тие не доаѓаат сите на протести, нив им е добро, и тие чим не доаѓаат на протестите, тоа значи дека само на 13.000 работници им е потребно зголемување на платите. Знаете, и таа реторика ја користат сите влади до сега, но кога ја користат, таа реторика ви ја одзимаат моќта да седнете со нив на рамноправна основа да преговарате, затоа што вакво општество каде што владењето на право е мислена именка, нефункционална држава токму и неправедна. Толкому во овие социјални прашања, тогаш не може да биде тоа аргумент. Па, нас не е аргумент, за жал. Нив има аргумент со кој и tekako ни удираат на маса и понос кога ќе со нивните 78% зголемена плата. Како што можете да видите, тоа веќе не е веќе тема на дебата во Македонија. Тоа е веќе нормална работа и повторно пак. И ние, и вие медиумите, ако не ја спомнете, ниту еден друг синдикат не спомнува. Ниту едно друго здружение, за жал, на работници, организација на работници поднос на ова прашање и слично. Едно исклучок гласен, текстилец и сите останати како да се замолчени поднос на ова прашање. Ние во Македонија како во моментот да имаме нарамна линија, она како во болница, која не дај Боже, и сите сме задоволни затоа што е рамна линијата, нема никакви осцилации, ниту на подобро, малку е на полошо, ама нашиот народ вели ќути тра има и полошо, ама полошо од ова мислам дека навистина нема. Не, се менуваат максимите на народот кој може да се дефинира како покорен, но времињата се менуваат со демократизација на општеството на државата. Покажаа работниците од почетокот на годината дека веќе не се плашат, дека се охрабрени, дека се решени да се борат. Еве ги повикуваме и оние работници кои добија некакво усогласување и зголемување на нивните плати да излезат во насока на солидарност кон работниците кои не добиле апсолутно никаква плата. Ги повикуваме работниците кои се на минимална плата, кои веќе видоа 26.000 денари на нивните сметки и не видоа никакво подобрување на нивниот животен и работнички стандард, да ни се придружат на 1 мај. Протестот започнува во 11
11 часот, за некој час време ќе заврши, ќе имаат време и за продолжен викенд и така натаму. Традиционално започнуваме во работничкиот дом, затоа што тука започнале сите победи, сме закрепнале од сите порази и тука започнуваат сите протести и штрајкови, во центарот на Скопје. Продолжуваме пред собранието кај што ќе упатиме пораки, работодавачите и на крај владата. Иако оваа година и Уставниот суд заслужува 1 мај да му се случи пред Уставниот суд, затоа што со ова што се обидуваат, да речам сега, не знаеме да не преюдицираме каква ќе биде одлуката, но ако ги следиме изјавите и објавите официјално од страна на Уставниот суд, веројатно поразителна за работниците, заслужуваат да им се случи 1 мај пред Уставен суд, нешто што се нема случено во историјата на Македонија. Знаете, работниците се исплашени, се уценети, им се закануваат, ги заплашуваат со работните места. Но нема поинаков начин да се борите. Но затоа ние сме како нивни избрани представници тука да не се откажуваме од борбата. Мислам дека за синдикатите е пораз да се откажат од борбата пред време или ако не учествуваш во играта само можеш да изгубиш, инаку можеби ќе победиш, 50-50 се шансите. Но на пример еден синдикат вчера се огради од протестот на 1 мај и каже дека апсолутно не планира да протестира затоа што веројатно е одлично во одредена деност. Видете, се обидуваат да ги минираат во секој чекор активностите на работничката борба. И затоа ги повикуваме работниците со повисоки примања. Ние дури имаме работници годините наназад кои имаат солидни примања, работат во компании каде што имаме колективен договор во приватниот сектор. Дури имаме работници кои не се членови на синдиката, имаат солидни примања и ни пристапиле да ни кажат дека тука се да ги поддржат нивните роднини, пријатели. И никогаш не е доволно права, и доаѓаат на протестите. Меѓутоа, ако некој работник со минимална плата очекува некој со максимална плата да го поддржи, веројатно резултатот ќе биде нерешен. Благодарам што бевте гостин. Ви благодарам и уште една покана и уште еден повик. Не треба да се каним ова како слава треба да го рачунаат работниците, затоа што на 1 мај се доаѓа, а не се кани. Се доаѓа за своите права, за правата на своите најблиски, се доаѓа во 10:30, 15 до 11 пред работничкиот дом и се придружуваат на синдикалците, на искрените синдикати, на работниците кои ќе се борат за подобрување на животниот и работничкиот стандард, под мотото за плата се бориме, не се молиме. Да. Така изгледа историјата на работничките права, на човештвото, на цивилизацијата, конечно. Секојдневна борба. 1 мај е токму тоа, символ за борбата на наши колешки и колеги во Чикаго, кои потоа ги загубиле животите за воведување на 8 часове на тогашен 12 часовен работен ден. Благодарејќи на тие луѓе, храбри луѓе. Благодарение на тие, е одлучено одбележувањето на 1 мај да биде секогаш со протести и со демонстрации. За жал во Македонија во одреден период од нашето постоење тоа имало повеќе формален карактер, се одало повеќе на пикники, на излети, меѓутоа со кои плати. И тоа е дополнителен аргумент. Добро, тоа е времето на социјализмот. Не зборувам за сега, за социјализмот. А и сега се уште слават сега тоа е дополнителен аргумент. Наместо да маршираат на противниците, патем на оние кои му успеа да спречат зголемување на минималната плата, покажат како еве работниците имаат плати, имаат пари, не е потребно нити да се протестира, нити да се бара повисоки плати. Но тоа не е така. Во Македонија одлично се живее, но за жал креираат таква слика. Благодарам што бевте гости. Благодарам на можност. Благодарам што не гледавте, пријатно.